во интерес на времето. Ние социалистите сме целостно убедени дека единствена унитарна самостојна Македонија, интегрирана во евроатлантските структури, е едината, а тоа е оно што го нуди оваа коалиција за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН со нејзиниот лидер Никола Груевски. Затоа целосно сум убеден дека вие, почитувани прилепчани, како совесни граѓани кои си ја сакат својата држава, Република Македонија, на 11 декември ќе излезете масовно на избирачките места и со заокружување на бројот 1 на гласачкото ливче ќе гласате за нашата коалиција за подобра Македонија, ќе гласате за вечна Македонија. Да живее Република Македонија! Ви благодарам! Драги прилепчани, мој народе македонски, драг председателе на ВМРО ДПМН, ова знаме, председателе, се вело векови назад и ке се вее уште многу векови и ни поколенија. Еден ден ке бидеме баби, дедовци и ке им раскажуваме на нашите поколенија. Тоа лето 2016, лето Господово, бевме заедно со Никола Груевски, бевме заедно со македонскиот Гарибалди. Повелете, председателе! Добро вечер, мој прилеп, мои прилепчани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија, победничка коалиција. Денеска е последен ден од изборната кампања. Ви благодарам што бевте и се уште се со нас. Победуваме! Победуваме! Дваесет дена напорна кампања, од село во село, од град во град, од врата до врата, и јадници луѓе ги слушнаа нашите пораки. Како татнеш се слушаше нашиот повик до сите вас да ја зачуваме Македонија и мора да успееме. Уште само еден ден до изборите. Уште само еден ден до големата победа на ВМРО ДПМН
и коалицијата за подобра Македонија и одбраната на унитарноста на Република Македонија. Сите изминати денови во оваа кампања беа максимално исполнети. Некогаш само погледот на луѓето со кои се среќавав и соочував беше доволен да ја видам и разберам нивната порака и нивната загриженост. Луѓето сакаат подобар живот, повисок стандард, работа, нови работни места и конкретна програма на која може да и веруваат. Народот очекува политичарите на кои ќе им биде дадена довербата да ги штитат државните интереси и да не дозволуваат мрачни сценарија да ја разорат државата, нашата држава Македонија. Ние ќе работиме на тоа, вие го знаете тоа. Ние ќе стоиме рамо до рамо со вас и секогаш ќе се подпираме на вашата поддршка, затоа што таа не одржа во целиот овој хаотичен и кризен период, кога се спроведуваат делови од црното сценарио против Македонија. И таа ќе се спротистави во недела на финалето на тоа сценарио. Драги пријатели, дозволете накусо да се осврнам само на неколку работи кои ја одбележаа оваа изборна кампања, со што се соочивме сите ние заедно со вас. Се дозна и докажа дека опозицијската СДСМ ја украле нивната политичка платформа, програма и кампања и слоган од Српската партија Двери. Дури ги видовме и луѓето од Српската партија Двери како запрепастени даваат изјави дека тоа е нивната кампања и програма. Ова е скандал сам по себе и само заради ова заслужуваат да изгубат на изборите, затоа што тоа е врв на подценување на сопствениот народ, украдена програма, со додадени неколку небулозни ветувања за минимална плата, додека тој и Радмила земаат по 10.000 евра месечно. Проекти кои никој никогаш не може да ги оствари. Тоа е класично подценување на сопствениот народ. И таквото подценување нив ги следи уште од почетокот на оваа криза, затоа што се што направија беше базирано на такви предпоставки, дека народот може да го изважат и да им поверува. Овој народ премногу поминал и видел се и се што и е мудар и никој не смее да го подцени. Обитот на мала врата да најави воведување на двојазичност на целата територија и кантонизација на државата, со негови јасни и децидни изјави. Значи, не се тоа мои изјави од мојата глава, туку го слушаме него со своји зборови и онака горд, де ме кажал нешто многу визионерски, сам си кажува и најавува двојазичност од градинките и училиштата, па двојазичност во Прилеп. Го слушате како тој сам си кажува, па како отворено без усу дури си кажува на тој водителот на албанскиот канал TV27 дека бил прагматичен, ако требало и уставот ќе го смени. Па потоа сам во Швајцарија пред албанската диаспора, која е позната по своите екстремни ставови, им кажува гордо дека тоа е тој што ја отворил употребата на јазиците и дека рамковниот не е доволен. Замислете, не бил доволен рамковниот договор. И тоа
и тие потоа со нескриени симпатии го прогласија за нивни месија. Потоа се сеќавате на неговата изјава дека е грдо лицето на македонецот. Ако не прифател двојазичност на целата територија и вакви негови визионерски ставови. Тоа го кажа тој, а не јас. Само заради ова, без друго, Заев заслужува огромен пораз на овие избори. Но ова не беше доволно очигледно за него во обидот за спроведување до крај на сценариото кое му го напишале. Тој отиде и неколку чекори понатаму. Заев во Швајцарија пред албанската диаспора го кажа и следното. Не е проблемот во другите, проблемот е во Македонија. Говорики, драги пријатели, за меѓусоседските проблеми на Македонија. Значи, Македонија е виновна што не сака да си го смени името на државата, името на јазикот македонски и нацијата македонска. Македонија е виновна што не сака да си го смени статусот на црквата, на Македонската православна црква. Македонија е виновна што не сака да биде експеримент во секоја смисла. Ете, тоа го кажа лично Зоран Заев. Но ова не му беше доволно. И што направи? Се тоа го стави како политики во неговата програма, споменувајќи експлицитно на страните 164 и 188 за повеќејазичност од најрана возраст и политипни општини, по примерот на швајцарските кантони, со пренесени надлежности, со собствена полиција и сите можни институции да се локални. Тоа го има во нивната програма. Очигледно, тоа е единствениот дел кој не го украле и автентичен социјалдемократски. Само ова е доволно да се гласа против нив. Да не говорам и за оние 1001 причина каде се гледа нивното однесување на дело, со барање мито, со виткање кичми, како добар пример, со бркање од работа од чистачка до министер, со обиди за подкуп на гласачи со дрва и други нерегуларности, за издавање под кирија на собствен стан сам на себе и обид за перење пари, како што правила Радмила, и така натаму, и така натаму. Но одиме понатаму. Ние, драги пријатели, не бараме и не сакаме да даваме причини само зашто да гласате против нив. Такви причини има навистина многу. Ние сакаме да ви дадеме добра причина и добар аргумент зашто да гласате за нас и зашто вашиот глас за нас ќе значи напредок и подобрување на она што ви е најважно на вас и вашето секојдневие, работа, нови работни места, инвестиции во многу области, субвенции, развој, одење напред. Ние во нашата програма, која е реална и остварлива, предвидуваме отворање на нови 70.000 работни места во наредните 4 години во Македонија. Предвидуваме раст на минималната плата постепено, но сигурно до 2020 од 14.000 денари. Предвидуваме 10,25% зголемување на пензиите на пензионерите. Не сметајки го ова сега зголемување што овие денови го добиваат со пензиите што ги добиваат за ноемвриската пензија. Исто толкова зголемување на платите во јавниот сектор од 10,25%. Предвидуваме 50% зголемување на социјалната и постојана парична помош. 33 милиони евра за набавка на над 3700 медицински апарати и опрема. 70 милиони евра за изградба на универзитетскиот комплекс клиники Мајка Тереза,
600 милиони евра за подршка на македонските земјоделци, на македонскиот земјоделец, на тутунарите, на сите земјоделци, кои видоа и разбраа што се субвенции и што е помош од државата тогаш кога ВМРО ДПМН дојде во владата. $20 милиони евра годишна инвестиција во инфраструктура за македонските села секоја година. По 10.000 евра грантови за млади земјоделци кои почнуваат земјоделски бизнис. 78 нови спортски сали низ Македонија. 140 нови детски градинки низ државата. Нови автопати. 140 милиони евра за изградба и реконструкција на над 60 регионални патишта. 580 нови станови за социјално ранливи категории граѓани. Проект за рестартирање на пропаднатите капацитети жртви на транзицијата, со кој ќе се помогне да се вратат во живот пропаднатите од СДСМ компании од минатото што тие ги уништија, ги оплячка и ги сведоа да паднат на колена. Проект рурални развојни зони, со кој ќе се помогне на сите помали населени места, селата, помалите градови, но и на големите градови, бидејќи се офатени и најблиските села. 100 милиони евра финансиска линија за домашните компании во Македонија под поволни услови и други работи, како што се купи куќа за млади до 35 години, купи куќа за над 36 и стотици други проекти за народот во Македонија. Проекти кои докажано се остваруваат, кои докажано се реализираат. За Прилеп и Прилепчани, во нашата програма реално, предвидуваме низа проекти кои ќе бидат од корист на сите граѓани на Прилеп. Ќе го реконструираме спортскиот центар Маркови кули, со што ќе биде обновена спортската сала, отворениот базен, тениските терени, спортските игралишта и санација на фудбалскиот стадион и атлетската патика. Ќе обновиме спортската сала Македонија во Прилеп. Ќе изградиме 5 нови баскет игралишта, 3 нови училишти и спортски сали. Ќе изградиме нов експресен пат со 4 ленти, кој веќе и почна да се гради, помеѓу Градско преку Росоман до Дреново. Ќе се набават вкупно 161 нов медицински апарат во здравствените установи во Прилеп. Ќе се отворат 2 нови детски градинки во Прилеп. Ќе започнеме и со градба на нов театар во Прилеп. А ќе го реконструираме Центарот за култура Марко Цепенков и многу други работи кои верувам во деновите зад нас можевте да ги видите. Но она што е најдобро и најважно, ќе продолжиме да носиме инвестиции за Прилеп, кои отвораат нови работни места за вработување на прилепчани. Драги пријатели, овде во Прилеп, во 2006 година, вкупно вработени луѓе имаше 13.800. Денес во Прилеп вкупно вработени луѓе има 22.420. Зголемување за 8.600. Од 13.800 на 22.420. Невработеноста е намалена за 45%. И нејзиното намалување ќе продолжи. Како што е намаливме невработеноста во Македонија од 38,7. Наеве денеска најновиот податок на Државниот завод за статистика дека невработеноста се намали до 23,4%. Така ќе ја намалуваме на ниво некаде помеѓу 17 и 18% за овие 4 години. Со отварањето на нови 70.000 работни места, од кои многу ќе бидат овде во Прилеп. Сакам да ве навратам
и на некои други работи, кои мора да останат пред вашите очи, пред да гласате, а се причина повеќе зошто опозицијата треба да се казне. Нивните насилни протести против полицијата на само 3 дена пред страшните напади во Диво населје, кои беа еден вид предвестник на случувањата, односно дел од пошироката политичка слика која некој сакаше да ја создаде и да ја искреира. Сетете се на комуникацијата на споведувачите на ова сценарио, кои си кажуваа меѓусебно онака спокојно дека ќе имало крв, дека крв ќе паднело. Сетете се на обидите да не закрват до крај, да го поделат народот за да може некој друг да владее со него, а не самиот да одлучува за собствената држава. Самите настани во Диво населје, сетете се и на нив. Се сеќавате на се, вие добро паметите. Се сеќавате и на веста која ја пуштија дека некое 8-годишно девојче настрадало од оганот на полицијата. Сакаа со тоа да го разгорат дополнително конфликтот. Потоа испадна дека не само што нема невини жртви, туку полицијата спаси и илјадници невини жртви и тогаш овие молчеа што преходно зборуваа за девојчето. Затоа, драги пријатели, мора да бидеме сите предпазливи утре и задутре. Да бидеме одговорни и да не подпаѓаме на провокации, а институциите да си ги вршат своите обврски, и тука мислам на оние кои СДСМ ги контролира. Сетете се на тензиите кои ги создаваа, на напнатоста, на излегувањата и враќањата во парламентот, на уцените за договор, на одложувањето на агонијата и продолжувањето на кризата, со одложување на изборите, кои го правеа плашејќи се од тоа што ќе ги снајде во недела. Огромен пораз на изборите, но веќе нема одлагање. Дојде време за крај на кризата. Дојде времето да им се даде одговор кој ќе им одзвонува уште долго време во ушите. Громогласен одговор на народот, кој си ја сака собствената држава. На народот кој си ја сака државата и го препознава сценариото кој се спрема на Република Македонија. Драги мои пријатели, поминавме илјадници километри, слушнавте се, знаете се, ние веруваме во вас и затоа основниот слоган на оваа кампања се потпира токму на вас, народот на Македонија. Знаеш што е подобро. Тоа е нашето мото. Ти знаеш, вие знаете што е подобро и за вас, и за вашето семејство, и за Македонија. Во моментов стоиме исправени пред многу важна одлука, која за нашата генерација и за Република Македонија има референдумско значење. Од тоа како став ќе заземеме сега, ќе зависи каква иднина ќе имаат и во каква држава ќе живеат нашите деца и внуци, генерациите македонци и граѓани на Македонија кои ќе дојдат после нас. Новие парламентарни избори кои се пред нас, секој од вас треба да се праша самиот. Со кого ќе ви биде на вас лично подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате посигурно? Кој има подобар кадар и програма? Кој држи повеќе додадениот збор? Кој ќе отвори повеќе работни места и ќе овозможи повисоки плати, пензии, социјална помош, субвенции? На кого повеќе му верувате? Кој ќе биде достоинствен пред уцени? И со кого нема да се срамите кога еден ден ќе погледнете назад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? Во суштина, ова е едноставен избор и покрај сите сложени околности во кои се прави.
Ако веруваш во Македонија, твојот избор е јасен. Сега е моментот кога треба да се потрудиме оваа криза во недела на 11 декември да ја затвориме, да ја ставиме крај и да ја претвориме во една можност. Судбината на Македонија е во твои раце. Ова е историски момент во кој се носи многу важна одлука. Свесен сум дека и ти знаеш што е исправно. Слушај си го срцето. Знаеш и што и се случува на Македонија. Но исто сум свесен и дека разни креирани сценарија нема да може да ти го поматат фокусот од големата слика. На самиот крај од овој говор сакам да повторам неколку реченици кои ќе ви бидат познати, но паметете ги добро, не ги заборавајте, паметете ги добро. Исправете се гордо, станете храбро и достоинствено, мои браќа и сестри. Исправете се македонци и граѓани на Македонија. Бидете горди на себе и на собствената држава. Главата горе, ова е твоја земја. Ние нема да ти изневериме и ќе бидеме рамо до рамо со тебе во сите предизвици. Ти си нашата сила. Ние сме твојата сила. Доаѓаат подобри времења. Главата горе и не заборавајте, ова е ваша земја. Да сте живи и здрави. Бог да биде со вас и вашето семејство и да ви го отвара патот и животот, давајќи ви радости, среќа и берекет. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Да е слободна, суверена, независна и единствена. Да живее Европска Македонија. Ти знаеш што е по-добро за тебе и за твоите најмили. Ти знаеш што е најдобро за сите, за Македонија. Ти знаеш што е по-добро. Има едно сонце, има една вистина. Една е за сите нас, сите за Македонија. Со секој изминат чек отвраќаш порака најсилна. Веруваш во себе. Со секој изминат пат ти си поблиску до целта. Ја препознаваш вистината. Секој удар зададен тебе те прави посилен. Ти препознаваш кој е најдобар, имаш избор правилен. Ти знаеш што е по-добро. Има едно сонце, има една вистина. Една е за сите нас, сите за Македонија. Ти силно веруваш во секој наш даден збор. Имаш избор. Веруваш во себе. Ти ги знаеш нашите дела.